На 2 недели пред годишното собрание на МАК Петрол, правната фирма Менс Легис објави повик до акционерите во кој се вели дека најголемиот македонски трговец со нафта во првите 3 месеци годинава повторно има загуба од 2,4 милиони евра, откако исто направи загуба од речиси 1 милион евра лани. Акционерите беа повикани да и дадат полномошно на адвокатската фирма за застапување на собранието. Се вели дека МАК Петрол е управуван од менаџери кои не се акционери и донесуваат одлики спротивни на нивниот интерес. Разговараме со Љубица Рубин, правен консултант и собственик на Менс Легис. Кажете ни, што се случи на саботното акционерско собрание на МАК Петрол, како поминавте таму? Како прв чекор сум навистина задоволна затоа што добивме прв пат на собрание на МАК Петрол бројка од 18% од кворумот кој гласа против менеджментот. Тоа се случува прв пат во историјата на МАК Петрол, гласале против и кога имало загуби максимум 1,5%. Значи направивме голем чекор напред, одговори од менеджментот не добив, на прашањето што ги постави врз основа на официјалните податоци во материјалите за собрание. Имаше организиран отпор од аспект да вика додека ја зборувам за да не може да слушнат акционерите. Имаше малку повеќе луѓе, имаше и луѓе кои што седеа до мене од левата и од десна страна кои што не беа акционери, не гласаа, не имаа намера, односно задача да направат притисок врз мене. Баравте полномошно од акционерите со цел да ги застапувате на ова акционерско собрание. Колку акционери ви дадоа полномошно и што им рековте таму на присутните? МАК Петрол тони во загуби. Битно е дека акционерите не може да си ги остварат правата. Битно е дека само 14 од вработените акционери се осмелија да ми дадат полномошно. Од нив тројца последниот ден се откажаа, ми го откажаа полномошното заради постојани притисоци со изнуди, со уцени, со заплашување дека ќе бидат истерани од работа, дека ќе се затвори складот таму кај што тие работат само да останат на улица и така натаму. Значи акционерска демократија во МАК Петрол нема. А акционерските собранија годишни траеле максимум 15 минути, сите гласале за, со аплауз поминувало и тогаш кога имало загуби. Прв пат акционерското собрание траеше 4 сати и прв пат поставив прашања и покрај сите обиди на нарачана група таму да викаат гласно, само за да не може да се слушни тоа што го кажувам и што сакам да го кажам. Се отвори Пандорината кутија, почнуваат денес да ми се јавуваат нови акционери. Имаме една група од Велес која са бале се јави, треба да дојдат околу 18 луѓе, меѓу нив и вработени. Од Струмица исто има вработени кои се отобруваат. Значи едноставно луѓето се третирани таму, ќе го цитирам, првиот што ни даде од вработените полномошно, рече подобро да сум в гроб него роб. Предвидувате ли некои други активности на овој план во иднина? Ова сега заврши, надворешната ревизијата ќе помине, што ќе се случува потоа? Она што понатаму ќе правиме е ние веќе припремаме. Полномошната се готови, ќе прибираме 10%, а тоа веднаш ќе го направиме до петок, да бараме согласно новиот закон, односно измените на закон за трговски друштва кои што стапија во сила на 15 мај, ќе бараме независна ревизија. Да изврши ревизијата длабока снимка на МАК Петрол, да видиме како може да се зголемува прометот, а да се зголемуваат загубите. Таму се спомнува и Оилко, некакви сделки се спомнуваат меѓу Оилко и МАК Петрол. Која фирма, што фирма е Оилко, чија фирма, што се тие сделки? Јас, она што го прашав директно господинот председател на управниот одбор беше, кога толку го фали Оилко како многу добро работи, зошто само 58 акционери од МАК Петрол ги избрал и по кој критериум ги избрал да се оснива Оилко и зашто Оилко добива дивиденди, а акционерите во МАК Петрол загуби. Ако беше намерата добра, тогаш целата активност што е во оснивана со Оилко може да се развие во МАК Петрол и МАК Петрол денес да има
дивиденда, да има профит, а не да има загуби. Сделката со заинтересирана страна, меѓу Оилко и Мак Петрол, каде што бараја и донесе одлуката е во спротивно со законот, донесена, Зашто сделка станува збор за... Па се работи за имот кој што е во Илинден, кој што е на Мак Петрол, на еден начин да се префрли во Оилко. И на тој начин по старите акционери, кои што биле директори на инвестирање во периодот кога се градел Мак Петрол, а не сега кога се разградува, ни кажа дека доколку тој имот се префрли од Мак Петрол во Оилко, Оилко кој ќе го затвори целиот процес и Мак Петрол веќе не им е потребен. Вие велите дека постои заинтересиран странски партнер, странска заинтересирана компанија, која би сакала да го купи Мак Петрол, да купува акции. Се слуша во изминатиот период, во еден момент се говореше дека Shell сакал да го купи Мак Петрол, па тоа беше негирано од Мак Петрол. Сега во последно време се спомнува за Газпром. Ако ви е дозволено да го откриете, тој потенцијален странски инвеститор би ве замолиле да го сторите тоа и би ве замолиле да ни кажете за каков вид на преземање би станувало збор. Дали би станувало збор за договорно или непријателско преземање, дали тој потенцијален инвеститор би купувал акции на берза до 25%, после нели треба да ја обзнани намерата дека сака да откупи, дека би откупил над 51% од акциите. Можете ли да ни кажете нешто за тој странски акционер? Значи, она што можем во овој момент е дека се работи за сериозна групација на инвеститори од оваа индустрија, која има долгогодишна традиција и развој во полето нели на развој на нафта и нафтени деривати. После ревизија со меѓународни операции, после ревизијата од која ќе се утврди состојбата, самиот инвеститор ќе се презентира во јавноста и од која ќе се утврди состојбата, значи да се утврди колку вреди реално акцијата. До тогаш секое купување би било шпекулативно и несериозно. Купувањето нема да биде под 50+1, ќе биде согласно законот, нема да има никаква повреда, затоа сме ние ангажирани, да биде перфектно правно изведена трансакција. Во случајот по некои меѓународни правила како да се работи за непријателско преземање, затоа што не се обраќаме до менаџментот. Меѓутоа, странскиот инвеститор од кога утврди дека менаџментот немаат акции, они не се сопственици, ние се обративме до акционерите, до сопствениците.